8 години од чарената револуција граѓаните во Македонија не добија правда. Напротив, довербата во судството се стопи на 2%. Врхушката на СДСМ, кои беа наводни револуционери во борбата за правда, после речиси една деценија признаваат. Заборавиле на ветувањата кои ги даваа. Ветувањата и надежите од чарената револуција беа изневерени. Научената една од научените лекции за тоа каде погреши Социјалдемократскиот сојуз во претходниот мандат на владење е и тоа. Врвот во СДСМ може би заборави, но не и граѓаните. Надежта за правда која форсираше тогашната владеачка партија заврши неславно кога згасна и специјалното јавно обвинителство. Катица Јанева, која за многумина беше херој, заврши со 7-годишна казна затвор поради злоупотреба на својата позиција, а поради истата причина е на црната листа на САД. Од специјалното јавно обвинителство остана само зградата, но тоа не беше пречка за тогашниот лидер на СДСМ Зоран Заев да се расфрла со изјави дека неговата партија донела правдата во Македонија, па го искористи носењето на законот за јавното обвинителство. Почитувани граѓани, успеавме. Ставивме уште еден темел на неселективна правда и на правосудство кое гарантира одговорност и казнивост за секој кој што го прекршил законот. Правда и борба против криминалот и корупцијата. По Катица Јанева, Вилма Русковска, обвинителката која пред само 2 години реши да се пресметува со екс-државниот обвинител Љубомир Јовевски, дали направила или не законски претрез во финансовата полиција. Ниту сум на тронот, ниту владеам со обвинителството, рече Јовевски, бидејќи за тогашната опозиција тој беше еден од виновниците за довербата близу нула, чија кариера напредувала на брза лента кога социјалдемократите биле на власт. Нема никаква борба помеѓу мене и Русковска. Има борба за владење на правото, за правичноста, за обезбедувањето на доказите, за секој да си го знае своето место во рамките на Законот за кривична постапка. Печат на професионалната кариера на Русковска се стави со нејзиното испраќање во предвремена пензија со едногласна одлука на Советот на јавните обвинители. Ова не го сметам за суспензија на Вилма Русковска. Ова го сметам за суспензија на правото и суспендирање на правдата. По неколку месеци се избра наследник на Русковска. Кандидатот број 1 на бази Ислам од јавното обвинителство на јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Гостивар доби вкупно 66 гласови. Кој Ислама бази се прашуваше јавноста и првата фотографија до која дојде Алфа беше таа со брат му на Али Ахмети. Имаше слика и со Невзат Бејта, ама бази ке изјави дека со политичари не зборува за судски предмети. Заедно се село, како што знаете сите, и се случува заедно да бидеме поканети со многу луѓе во иста свадба или настан. Таа фотографија сме во свадба, на свадба повикани. Па и во Кичево има доста други функционери од различни политички партии, со некои сме били на факултет, со некои сме били. И сега ние, ако се видиме на улица и на тоа, нормално е да се поздравиме. 2 години подоцна. За високи функционери ништо немате. Случајно. Се криумчарење на мигранти, да. И кога високи функционери завршија на црната листа и новата власт најави темелни реформи во правосудството, се растрес обвинителскиот кафес. Дури сега се најавуваат контроли зошто не се работеле предметите за висока корупција изминатите години. Министерот нема никој. Нема никој овде, чекам. Отвори. Нека се јави, борете.